Продолжуваме во Суринам, Јужна Америка, каде татко ми бил повикан да го носи евангелието до индијанците Вајана. За татко ми, Волтер Џексон, преселбата во амазонската џунгла бил голем чекор на откажување од многу работи, струја, автомобил, вода за пиење и бањање во домот и секојдневна храна на пазар. Но уште една голема работа што му фалела на татко ми бил неговиот мајчин јазик, англиски. Исто така и холандски. Јазикот што го научил во главниот град Парамарибо, за да може да го сподели евангелието со суринамците. Татко ми знаел дека пред него има голем предизвик. Во џунглата тој и мајка ми требале да научат уште еден јазик, за кој не постоела азбука, не постоело писмо, до тогаш, а се разбира, не постоеле ниту курс, ниту училиште, каде би можеле да го научат. И покрај тоа, вајанскиот јазик немал сличности ниту со англискиот, ниту со холандскиот. Имајќи го тоа во предвид, пред да стигнат во џунглата, татко ми се запишал на еден технички курс, за да биде обучен при дешифрирање на новиот јазик. Тој таму научил како да слуша нови звуци и тонови, да ги разбере и да може да ги пишува, користејќи ја фонетската азбука. Ова бил важен дел од припремата на татко ми за овој нов повик. Пред да можат да се вселат во џунглата, татко ми заедно со уште еден мисионер требале да направат писта за малото мисионерско авионче, да може да слетува и полетува. Ова би било начинот преку кој би можеле да влегуваат и излегуваат од џунглата и да се снабдуваат со храна и лекови. Инаку, првиот пат, татко ми и колегата патувале со кану 2 недели, за да можат да стигнат до местото каде што живееле вајаните. Кога стигнале татко ми со колегата, првите 6 месеци живееле во шатор. За тоа време го расчистиле местото за пистата и изградиле мала кукичка за да имат каде да живеат мојата фамилија. А по големите припреми, моите, заедно со сестра ми и моите браќа, се вселиле во џунглата, меѓу индијанците. Јас бев роден неколку години подоцна. А што се однесува до јазикот? За да го научи јазикот, татко ми се спријателил со еден човек по име Олампија, кој бил врачар на племето Вајана. Татко ми и Олампија поминале многу часови заедно. Татко ми покажувал со прст, а Олампија му кажувал како се вика тој предмет на нивниот јазик. Дрво, земја, птица, човек. Олампија му бил пријател и тутор, учејќи го татко ми на секој збор во вајанскиот јазик. Оваа задача траела цели 2 години. И на крај татко ми имал во рака дело кое вклучувало и речник и објаснување на сложната граматика. Во текот на овие 2 години Олампија го гледал татко ми како чита. Тој не знаел што е хартија ниту книга, но приметил дека хартијата зборува. Откако слушнал како хартијата зборува на англиски, Олампија посакал и копнеал хартијата да зборува и на неговиот јазик. Оваа мотивација била потребна за самите Вајана индијанци да сакаат да читаат и да пишуваат и понатаму да разберат дека таа посебна хартија што зборува е Божиот збор. Откако ја научил граматиката и доволно зборови, татко ми се посветил на преведување на кратки делови од Божиот збор, од Евангелието според Марко. И почнал да им ги прочита Божите зборови на нивниот јазик, вајански. Тогаш индијанците се мотивирале да научат да читаат и да пишуваат. Преведувачот им бил татко ми, а мајка ми била наставничка. И таа имале многу вредни и амбициозни ученици.
Тие брзо ги сваќале сите фонетски символи што биле потребни, за да можат да формират зборови па реченици и со тек на време можеле да го читаат Божјото Слово секој за себе. Јазикот бил декодиран, а азбуката напишана, се со цел да може Библијата да биде пренесена до ова племе на индијанци, за тие да можат да ја читаат радосната вест за Исус Христос и Божјата љубов за нив. Една ваква слична работа се случила пред многу години, кога свети Кирил и Методи им ја напишале азбуката на старословените, за да им го пренесат Божјото Слово, односно Библијата. Заедно со вас, македонците, и јас имам голема почит према Кирил и Методи за нивниот труд и плодот што го имаме до ден денеска, азбуката кирилица. И ова се случило на стотици други јазици во светот. Азбуката била напишена за да може некој да преведе Библијата, за да им овозможи на луѓето да го читат Божиот збор на мајчин јазик. Кирил и Методи им дале азбука и делови на Библијата до старословените. Татко ми им дал азбука и делови на Библијата на Вајана индијанците. А иако тие се многу помал народ, сепак ме прави горд на татко ми, кога го сметам за современ Кирил. Овде има слика на татко ми денес со своји 90 години, држејќи ја книгата што ја напишала на времето, што ја содржи и азбуката и граматиката. А не бил сам во оваа работа. Фала му на Господ што уште еден пар мисионери, Иван и Дорис Шон, ја продолжиле оваа важна работа и го преведеле целиот Нов Завет на вајански јазик, така што денес ова мало племе од 2000 индијанци ужива во Божиот збор, во хартијата од важност што зборува на нивниот јазик. И ќе ви раскажам понатаму како се случило тие да поверуваат во Исус како Спасител. Една од најважните работи во овој живот е да им овозможиме на луѓето да го читаат и проучуваат Божиот збор. Моите родители сакале индијанците Вајана да слушнат за Бог на нивниот јазик. Ова е потребно на секој јазик во светот. Според Виклиф, една организација посветена на преведувањето на Библијата на секој јазик, има 7000 јазици во светот. Од овие 700 имат превод на целата Библија на нивниот јазик. Уште 1500 јазици, како Вајана, го имат Новиот Завет на нивниот јазик. И сега се работи на уште 2700 јазици да имат барем дел од Библијата. Фала му на Бог. Во Македонија имаме неколку преводи на Библијата и за тоа може да им се заблагодариме на свети Кирил и Методи за азбуката и на теолозите кои ни ги дадоа овие преводи. Впрочем, исто така им се заблагодарам на оние кои зедоа учество при собирањето на сите изданија, ставајќи ги на електронски формат, што е достапен на речиси сите. Тоа, односно Bible App, е прекрасен алат што ни дава да ја носиме секаде со нас Библијата. Во електронскава верзија има многу планови за читање. Некои се поврзани со библиски теми, а некои за читање целата Библија, Новиот Завет, псалмите и така натаму. А сега да прашам, дали е Библијата толку важна? Зошто Виклиф и слични организации испраќаат своји луѓе до крајот на светот, за да им овозможат на луѓето да ја читаат? Одговорот е дека е Божиот жив збор и е темелот на нашата вера, а незината порака е таа што дава надеж, што дава мир, дава прошка на гревовите и дава вечен живот. А за нас, браќа и сестри, што веќе ја имаме Библијата, треба да се потсетуваме од време на време, дека Божиот збор е нашиот живот и продолжува да ни дава надеж, па и близко со Бог.
Пред некој ден бев доста даун или обезхрабрен и Светиот Дух ме подсети по моето тивко време со Него за тоа колку пати Господ ме има охрабрено преку Светото Писмо, односно Божиот жив збор. Почнав да размислувам што всушност значи Божиот збор на еден верник. Решив да направам список на библиските благослови према мене и тебе, што се наоѓаат на незините страници. Ете само краток список од библиски стихови, што ги опишува токму тие, благословите од самата Библија. Овие тука има само 5, но се разбира има многу повеќе. 2 Тимотеј 3, 16 и 17. Целото писмо е од Бог вдахновено и е полезно за поука, за изобличување, за поправање и за воспитување во правдата, за да биде Божиот човек совршено подготвен за секое добро дело. Значи, Библијата ни дава духовна зрелост за да правиме добри дела. Псалм 119:105. Твоето слово е светилка на мојата нога и светлина на мојата патека. Значи, Библијата го осветлува патот пред нас. Псалм 119:111. Твоите сведоштва ми се вечно наследство. Тие се радост во моето срце. Го приклони в срцето за да ги врши Твоите повелби, секогаш и до крај. Значи, Божиот збор ни носи радост и ни помага да му угодиме на нашиот небесен татко. Колку повеќе се наслонуваме на Словото, толку повеќе имаме сила да му угодиме на Бог. Римјаните 15:4. На вистина, се што е напишено некогаш, напишено ни е нам за поука, за да имаме надеж преку трпението и преку утеката од писмата. Тука апостол Павле пишува за важноста на Словото, а конкретно Стариот Завет, дека е напишан за нашата утеха. Колку пати во мојот живот сум го искусил тоа, особено читајќи ги псалмите. Кога паднав во депресија пред 15 години и поминав тежок период, што траеше една цела година, се најдов во псалмите и таму го најдов Бог, кој ме разбра и кој ме утеши. А сега последниот стих. Исус Навин 1:8. Книжниот свиток на законот нека биде на твојата уста. Размислувај за него дење и ноќе, за да пазиш верно се што е напишено во него. Само тогаш ќе бидеш среќен и ќе успееш во потватите. Тука Господ гарантира успех во нашиот живот, кога размислуваме за Словото дење и ноќе, за да пазиме верно се што е напишено во него. Се разбира дека Господ го дефинира успехот. Но ако според Господ сме успешни, тогаш успешни сме. Да ви бидам искрен, спремајќи го ова предавање, Господ мене ми покажа дека јас не обрнувам доволно внимание во Божиот збор. Да го учам на памет за да можам дење и ноќе да размислувам за него. И решив, со Божја помош и заедно со жена ми, Лина, во предстојната година да научиме поголеми делови, текстови, како на пример неколку глави од Филипјаните. Брате, сестро, те поттикнувам, придружи ми се ти. За крај, јас денес се радувам што татко ми кажал да на Божиот повик, да им го носи Евангелието на вајаните и што им го напишал писмото или азбуката. Ме радува што го добиле Божиот збор. Ме радува што до ден денеска го следат Исус. И се молам Господ нам да ни даде љубов и почит према Светото Писмо, што ние го имаме со години. Нека Господ денес преку Словото ни дава утеха, радост, зрелост и блискост со Него. Амин.